Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука за некои од активностите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола како дел од Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, а во пресрет на почетниот настан на Алијансата, организиран од Универзитетот Падерборн во Германија како координативна институција на Колорс, кој треба да се одржи од 17 до 19 март 2024. Но на почеток, за оние кои не слушнале збор 2 за Колорс по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 МГц. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete. Ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete. Значи на почеток да ги запознаеме оние што не слушнале досега со Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Колорс е нова европска универзитетска алијанса во која се обединети 9 европски универзитети. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е првиот универзитет од Македонија и пошироко од Балканот што влегува во еден ваков новитет на Алијанса на Европски универзитет.
Како што е наведено во официјалната централна објава од Универзитетот Падерборн од Германија, како координативна институција на Колорс, од почетокот на годината Европската комисија и обезбеди на Универзитетската алијанса Колорс средства од вкупно 14 милиони евра, како една од вкупно 50 иницијативи. Под водство на Универзитетот Падерборн, ова алијанса обединува 9 меѓународни универзитети со околу 126.000 студенти и 12.300 вработени. Целта е да се зајакне соработката на долг рок, да се зголеми меѓународната видливост и да се промовира мобилноста на студентите и истражувачите во Европа. Ова исто така вклучува дизајнирање заеднички курсеви на студии. Она што го прави ова посебно е тоа што студентите ќе имаат активна улога во сите случувања. Инаку Колорс е кратенка за колаборативни, иновативни, одржливи регионални универзитети. Името кажува се вели во објавата. Основните теми на отворени иновации, настава заснована на предизвик и истражување водено од влијание се поврзани со регионалните паметни специјализацијски цели. Со други зборови, иницијативата се стреми да ја преземе топката за социјални и технолошки иницијативи за граѓаните низ Европа и да промовира стратешка соработка. Ова, например, може да вклучи нови физички и виртуелни програми за мобилност или создавање заеднички курсеви на студии. Студентите мора да играат особено голема улога во развојот на овие услуги, за активно да помогнат во обликувањето на концептот на меѓууниверзитетски кампус, објаснува професорот Торстен Мајер, подпредседател за меѓународни односи на Универзитетот Падерборн. Друга цел е да се преточат целите за одржлив развој на Обединетите нации во конкретни мерки за истражување, настава и трансфер на технологија. За да се постигне ова, партнерите развиваат практични модели кои ќе им помогнат на нивните образовни системи да послужат како катализатори за еколошки, дигитални и социјални промени во Европа. Инаку покрај Универзитетот Падерборн како координативна институција, алијансата ги вклучува и Универзитетот Леман од Франција, Универзитетот Кастилја, Ла Манша од Шпанија, Универзитетот во Ферара, Италија, Универзитетот Кристијанштад од Шведска, Универзитетот Јан Длугош во Честохова, Полска, Универзитетот Јосип Јурај Штросмер во Осијек, Хрватска, Универзитетот за применети науки Вентспилс од Латвија и секако Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од Македонија. Националниот универзитет Лесија Украинка Волин од Украина е придружен партнер на алијансата. Соработката на универзитетите е поддржана од 55 придружни партнери кои работат како дисеминатори во регионалните мрежи за иновации. УКЛО е единствениот универзитет во Колорс кој доаѓа од земја која не е членка на Европската унија и има желба и амбиција заедно со нашата држава да го повлече и Западен Балкан. Колорс е сложен организам, еден универзум. На ниво на УКЛО формиран е тим од 60 на луѓе, административен и академски кадар, студенти, а ќе се вклучуваат и соработници. Формиран е преку отворени повици, првично за секој што сака и може да се вклучи. Професор доктор Рената Петревска-Нечковска, која е академски координатор на Колорс во УКЛО и представник во конзорциумот на алијансата, вели дека ова е проект Чадор. Се разбира дека главните и многобројни активности, како што вели таа, ќе бидат на грбот на стручниот кадар во ректоратот, а самиот пристап на алијансата е да се вклучат најразлични профили за да може и ефикасноста и продуктивноста да бидат поголеми. УКЛО ќе придонесува во работата на сите пакети на алијансата, а е кораководител во пакетот 6, а тоа е целокупната дисеминација и комуникација на ниво на алијансата што веќе се оживотворува. Така ќе можеме целата наша изворедна експертиза и искуство во академско-медиумската комуникација да ја инкорпорираме во стандардите на алијансата, вели професорката Петровска-Нечковска. Студентите се во центарот на Колорс, како што слушнавме. Многу слично како и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, тие се во градбата и во одлучувачките и предлагачките тела, во сите процеси. Во центарот се корисниците, студенти од прв, втор, трет циклус, алумните. Студентите влегуваат во организацијата, во телата на алијансата,
Председателот на Универзитетското студентско собрание на УКЛО е раководител во 6-тиот пакет на УКЛО. Значи, студентите се рамо до рамо со ректори, председатели на универзитети, со менаџерските тимови, така што сите студенти ќе ги гледаме во улога на организатори, реализатори и корисници на ефектите и придобивките од овој мотор на напредокот. Со Colors, УКЛО станува уште повидлив, не само во нашата земја, не само во регионот на Западен Балкан, туку сега со него УКЛО станува повидлив и на европско ниво. Активностите на Colors се веќе започнати, а за дел од нив по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 МГц. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад и блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште дише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у небо жар. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште дише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чуjem, во себе што ме крера, вечна љубов ја запара, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште дише ме во тебе. Во тебе. Во тебе. Се уште дише ме во тебе. Во алијансата на Европскиот универзитет Colors, како што веќе кажавме, покрај 9 универзитети има и дополнителни 55 асоцирани партнери, што значи дека покрај овие 9 универзитети вклучени се како представници профили на соработници од областите бизнис, образовни институции, истражувачки институции, невладин, односно граѓански сектор, владини институции на национално и на локално ниво. Меѓу асоцираните партнери на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се и Општина Битола, Нова Солушенс од Битола, Вертекс Бродкаст Солушен од Прилеп, Хидробиолошкиот завод од Охрид и Македонското научно друштво од Битола. Но бројот на партнери и соработници на УКЛО во Colors постојано ќе се зголемува. Во таа насока, минатата недела во ректоратот на УКЛО се запознавме со господинот Бојан Тренчевски од Агенцијата за туризам и маркетинг Македонија на дланка, кој пред присутните го презентираше неговиот виртуелен водич низ Македонија, односно веб страницата macedoniafromboth.mk, кој се надеваме ќе биде УКЛО соработник во Colors. По завршувањето на презентацијата, токму за ова разговаравме со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, која е академски координатор на Colors во УКЛО и представник во конзорциумот на Алијансата. Разговорот слушнете го во продолжение. Во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола
имаше промоција на еден визуелен водич низ Македонија, 360 степени, дело на Бојан Тренчевски. Интересен вебсайт, интересен како за помладите, но исто така и за повозрасните, не само од Македонија, туку и пошироко. Нешто што може би и може да најде свое место во Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Разговараме со Рената Петровска-Нечковска, академски координатор на Колорс на УКЛО. Па еве, професорки, имавте можност да проследите цела презентација, на почеток впечатокот ваш за овој виртуелен водич низ Македонија. Да, точно така. Драго ми е што бев на оваа презентација, бидејќи беше прикажано нешто уникатно, оригинално, кое што представува можност за да се промовира нашата држава, а идеите на господинот Тренчевски беа и на ниво на образовни институции, значи и факултети и универзитетот, така што се обидовме да слушнеме за што станува збор, да видиме и потоа да лоцираме каде би нашло примена на нашиот УКЛО, а исто така поконкретно и во активностите на Алијансата Колорс. Имајќи предвид дека во Алијансата Колорс, во која сме 9 универзитети, значи 9 држави, и секоја нели ќе сака и да се промовира малку повеќе пред другите, не само со она што значи образовна понуда, она што го има на универзитетот секој посебно, туку и пошироко на државата. А ние УКЛО единствениот универзитет од Македонија кој што е член на таа Европска алијанса, колку се тоа може да помогне во една таква промоција, не само на УКЛО, туку и на Македонија? Па во суштина ова е веќе готов продукт кој што го се разработувал низ годините и навистина ја прикажува Македонија на дланка. Има и свој комерцијален аспект, а онај убавиот е што секој може да го искористи и ние баш се консултиравме со господинот да го вклучиме во оние активности кои што бараат на ниво на Алијансата да ја представиме нашата држава, нашиот град, нашиот јазик, некои знаменитости низ државата и слично. Така да веќе има во некои работни пакети професори кои што работат со студентите за да го представат македонскиот јазик, за да представат дел од кулинарството, од локациите низ Македонија и првото место каде што директно видовме дека може да се примени е токму таму. Тоа би значело, би ја поканиле всушност оваа агенција да биде наш соработник и да го прошириме екосистемот, постојано го велиме, на соработници, токму и во овој правец, а потенцијалите се и пошироки. Значи, во нашиот центар, физички простор, кој што наскоро ќе се лоцира во централно подрачје на градот, и каде што ќе биде жариште, крстосница на всушност универзитетот, со неговите партнери од граѓанскиот сектор, од бизнисите, од институциите на системот и од другите образовни институции, основни, средни и високообразовни институции. Всушност, во тоа жариште е спојот на потенцијалните клиенти на оваа ваква платформа, но и на нашите можности во рамките на Алијансата. Така што, навистина гледаме потенцијал и една win-win ситуација, која што е принцип во Алијансата, како за компанијата која што го нуди ова, материјално, нематеријално, без оглед, така и за универзитетот и за Алијансата Колорс. Верувам дека нешто во иднината ќе се роди како точка на соработка, на неколку начини веќе разменавме со компанијата, и иако мислам дека кога ќе се прошири кругот на размислување за потенцијалите, а особено еве и со другите професори и со студентите, како во нивните наставни програми, како во активностите на Алијансата Колорс што ќе ги прават студентите за своите колеги од странство, така и за дојдовни гости и студенти, а ќе имаме многу на нашиот УКЛО, како во рамки на Алијансата, така и на Еразмус програмите, Фулбрайт програмите и слично, каде што секогаш треба да покажеме каде е битува, како е битува, што се потенцијалите и така натаму. Но така што и на останатите единици, да, што се надврбитува низ цела Македонија. Сме домакини на многу гости од странство и верувам дека ова ќе биде совршен линк кој што едноставно се споделува и после тоа интуитивно секој самиот го разгледува и ги добива потребните информации. Професор, ке начнавте малку, меѓутоа сметам дека ова е добра прилика повторно да проговориме за она што значи вмрежување во Колорс на
бизнис секторот, на институциите кои што можат на некој начин да станат соработници не само на УКЛО, туку на сите останати универзитети кои што се вклучени во Колорс. Точно. Значи целата мисија во Алијансата е да го направиме тој универзум спојот да постои, гравитацијата да постои, а начините, методите се традиционалните, ќе постојат, но новите, бидејќи се покажало дека новите пилот пристапи функционираат подобро. И затоа Алијансата е базирана на challenge-based, значи базирано на предизвици, учење, предавања и истражување, научни истражувања, и кога ќе ги имаме предизвикот, сега спомнавме во презентацијата со господинот, да речеме да се најдат сите точки каде што може да се добие прва помош и медицинска помош во Битола или во регионот. Тој предизвик нема собственик директно, значи треба да постои некој кој што го координира тоа, или е проблем и мака и болка на тие што се болни во моментот или им треба помош. Токму таков предизвик може да се адресира од колаборација на различни учесници, меѓу кои и 360 степени виртуелно мапирање и обработка, професори, студенти, граѓани, општини и слично, бизниси и слично. Значи сите тие конекции не да се прават засебно, секој во својот дел од приказната, туку адресирање на еден проблем. Веруваме дека така, а ќе нижиме многу такви предизвици и проблеми и мисии, за сите ќе има некакви мали универзуми на соработка во кои што можат да се вклучат. И размислувањето е, да не речам однопаку од она што сме навикнати. Но знаеме дека тоа е подобриот начин, барем од сега па натамо, и затоа ќе го пробуваме во Алијансата. Така да допрва најавувам вмрежувања по најразлични основи кои што можеби и чудни ќе личат, ќе звучат, како сега спортот и музиката и бизнисите наоѓаат место во овој предизвик, да речеме, некој предизвик или проблем. Сосема за крај, пред да поразговарам и со господинот Тренчевски, од 1 јануари УКЛО е член на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Како академски координатор, колку сте задоволни од тоа како се одвиваат работите до сега? Многу непознаници на почетокот и се уште ги има многу прашалници кај сите, почнувајќи од тоа како ќе се решаваат некои работи, до она што значи веќе имаме некои конкретни работи и активности кои што веќе започнуваат и терат по некој ток. Точно. Значи од 1 јануари започнавме, претходните години и пол предходни подготовки бројни и можам да кажам дека на многу нивоа, на различни нивоа се прават чекори во вистинска насока. Нешто во рамките на нашиот УКЛО, нешто во рамките на нашите академски и административен кадар и студенти, нешто во рамките на нашиот екосистем, на локално ниво во нашата држава. Нешто па мораме да гледаме секој на Алијансата, значи на тоа ниво кон Алијансата, кои се нашите, кај се вклупуваме, кои се нашите обврски. И сите тие, на сите нивоа, стратегиски, тактички и оперативно, се испреплетува, чекори се прават, поставки се прават од најразлична природа, менаџерски, организацијски, IT, логистички, кадар, тимот наш е голем, има секој пробува да го најде своето место под ова сонце наше универзитетско. Така да за сега е оди одлично. Дури многу поинтензивно започнавме во однос на она што се пропишани чекори. Мислам, задоволна сум и како се одвиваат работите и како се трасира идното што ќе се случува. А ќе се случува наскоро прва официјална би реклеве средба во Падербург во Германија. Така да, значи има еден тим кој што ќе отпатува во Падербург во живо, меѓутоа во Алијансата се е хибридно, така да веќе ја пуштивме поканата и до сите од нашиот кадар кои што сакаат да се вклучат и студенти виртуелно, да бидат дел од сите активности што ќе се случуваат на ниво на Алијансата. Веќе со вакви чекори, средби, презентации кои што некогаш се на наш исчекор, некогаш се на исчекор на бизнисите или потенцијалните соработници, се шири екосистемот на соработници. И така со студентите веќе правиме интервјуа, бидејќи ќе имаат за нив и некакви платени позиции и ангажмани постојано, се е на база на сработено, така да веруваме дека начинот е тој. Ќе видиме што ќе се случи, меѓутоа со добра намера и со добар дизајн на чекорите, мислам дека сме во точен правец. И благодарам за разговор. Благодарам.
Одиме со музика, а потоа и разговорот со Бојан Тренчевски од Агенцијата за туризам и маркетинг Македонија на дланка. Разбуди ме, прегърни ме, оживи ме и дай ми се, отведи ме низ векови, светови, дай ми се. Ти си моя приказна, любовна. Разруши зидови, изгради мостови. Јавене повторно назад, како што најавивме, следува разговорот со господинот Бојан Тренчевски од Агенцијата за туризам и маркетинг Македонија на дланка. И еве, како што најавивме, разговараме со господинот Бојан Тренчевски, директор на Агенцијата за туризам и маркетинг Македонија на дланка. Точно ли кажав или нешто погрешив? Да, така е, добар ден. Имавте презентација пред вработените, да речеме, во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на кој што ја промовиравте вашата работа во изминатите неколку години, односно 360 степени визуелен водич низ Македонија. Нешто што технологијата нели во денешно време го возможува, да бидеме присутни на секаде и да ги видиме работите онакви какви што се. Да, имав пријатен состанок овде со повеќе вработени во ректоратот и сум изненадан од масовноста кои дојдоа да ја видат мојата презентација на проектот Македонија на дланка, виртуелен туристички и образовен водич за Македонија. Овој проект е поставен на веб, како вебсайт на доменот macedonia.abov.mk и на него се презентираат многу локации низ Македонија, уникатно во виртуелна реалност. Што значи тоа? Тоа значи дека се поставени 360 панорами од многу локации, од воздух и од земја, и кои се поврзани меѓу себе, и кои може да се шетат, значи, од една панорама во 360 до друга панорама 360, и практично ние добиваме виртуелна прошетка низ дали локацијата, дали е град, дали е село, дали е ски центар, планина, дали е музеј, дали е археолошки локалитет. Значи,
на овој вебсайт се поставени повеќе од 5000 панорами моментално до сега. Крај нема за тоа, така да останува понатака да се доработуваат и има две цели овој проект, овој вебсайт. Главните цели ми се образование и туризам. Од туристички аспект многу корисен вебсайт затоа што секој туриста, дали домашен, дали странски, може реално да го види теренот или локацијата на која сака да пристапи и првобитно да се запознае што се има во Македонија. Многу од странските туристи знаат само за Скопје и за Охрид. И јас им нудам на едно место да прошетаат низ цела Македонија. Да прошетаат цела Македонија, зашто има многу што да се види низ Македонија, многу скриени локации, многу туристички локации кои за 90% од луѓето не знаат дека веќе постојат. Господин Тренчевски, се тоа сте го направиле сам или имате и соработници, екипа со која што работите? Затоа што нели од она што јас имав можност да го видам, тоа значи многу обемна и макотрпна работа. Јас ова сум го почнал уште 2015-16 година, прво како ентузијаст да видам како изгледаат тие 360 панорами од воздух. Сето тоа продолжи затоа што имав многу материјал, не знаев што да правам веќе со него и решив да го склопам во еден вебсайт за промоција на Македонија. Затоа што од секогаш сум сакал да видам да најдам материјали за некои локации, ама тоа да биде на едно место. Сега јас да не пребарувам по разни каталози, флаери и вебсајтови за некоја одредена локација. Така да сега еве за конкретно можеби за Битола, на едно место имате да видите што има се низ Битола, да го видите и Широк Согак, да видите и Јениџамија, да видите и музеот и Хераклеја. И да прошетате низ музеот. И после тоа да се искачите на Ниже поле или до Пелистер, горе до Копанки, ски центарот, и да видите како ти изгледаат и лето, и зимо, и дењи, и ноќе, и така натака, и така натака. Значи, тоа е една виртуална презентација или монографија за Македонија, во која нема крај, затоа што секоја година се поставуваат нови и нови материјали и се обновуваат тие постарите. Сега за образовниот дел. Образовниот дел, да, го заборавивме малце, значи ова е наменето исто и за учениците од основните и средните училишта. Еве самото Министерство за образование и Бирото за развој на образованието дадоа мислење дека овој вебсайт е погоден за овие ученици, затоа што по предметите историја и географија можат лесно да истражуваат тоа што го учат, да го видат и веднаш на своите компјутери или на тие смарт табли што ги имаат во училниците. Например, ако учат историја, може да видат археолошките локалитети, ако учат географија, може да ги видат планините, езерата низ Македонија, да запознаат подобро својата држава, визуелно, зашто тоа е најдобар начин да се запамтат некои работи. И сега има уште многу работа, поратаму. Работата не е завршена. Да. Работата никогаш не ни може да се заврши, затоа што секогаш има многу уште работи кои треба да се снимат, треба да се прикажат и како што реков треба да се обноват оние што веќе ќе застаруваат после неколку години. И треба сега на што преска ме прашавте, значи сега за сега тоа го работам сам. И се трудам да, бидејќи до сега немав помош од државата, финансиски средства нити од разни фондови, нити од самите министерства, од Министерство за образование и Министерство за култура, никој тоа до сега не го подпомогнал овој проект. Со некои општини имам соработка, со некои комерцијални објекти имам соработка и од таму доаѓаат некои мали средства, меѓутоа поголемиот дел се мои лични средства кои шетам нон-стоп низ Македонија и снимам. Сте го споиле убавото со корисното на некој начин, имајќи предвид дека посетувате навистина прекрасни места кои што ги има низ Македонија. Сајтот е бесплатен. Пристапот до сајтот е бесплатен, macedonia.abroad.mk. Има мени од левата страна, може да изберете по теми или на оние црвени точки на екранот карта на Македонија, може да веднаш да кликнете и да
пристапите до некоја локација, град, село, како што реков, се што има таму. Дури има неколку тестови за познавање на Македонија. Пробајте да се тестирате, да видите дали колку ја познаваме својата да. земја. Предходно нели имав можност да разговарам со професорката Рената Петровска-Нечковска, таа е академски координатор на Алијансата на Европскиот универзитет Colors, и каже дека секогаш во Алијансата се добредојдени вакви проекти, вакви луѓе кои што ќе можат да направат многу повеќе за представување на универзитетот, но секако и на државата надвор од неа. Колку би биле заинтересирани? Па да, денеска прв пат се запознавме и чув нешто за тој проект, а останува за понатака да разработиме детали, да видиме на кој начин можеме да соработуваме. Јас сум затоа и дојден, затоа што веќе неколку факултети низ Скопје се веќе направени во виртуелна реалност и да разговаравме за универзитетот за да може да биде представени на ваков начин, што е многу подобро еве за можеби за идните студенти, за тие студенти што сакаат да дојдат во Битола, а се од другите градови, да се запознаат подетално и така натака. Значи има можности за соработка, само ќе се видиме повторно да на втори, трет состанок да видиме што треба, што можеме да си помогнеме еден со други. Па би рекли тоа и еден од основите на Алијансата Colors, да си помогнеме едни со други. Да се вмрежиме, да бидеме заедно. Па добро, да. Ќе се надевам дека ќе оствариме успешна соработка. Ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Очекуваме бројот на наши пријатели и соработници на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Алијансата на Европскиот универзитет Colors од ден на ден постојано да се зголемува, па заедно да работиме на остварување на целите на Colors. Веќе кажавме дека почетниот настан на Алијансата, организиран од Универзитетот Падерборн во Германија, како координативна институција на Colors, треба да се одржи од 17 до 19 март 2024, а на него покрај представници од UCLO Colors тимот ќе присуствуваат и дел од партнерите на UCLO во Алијансата. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио UCLO FM Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а уредни водеше главниот одговорен уредник на UCLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Čileno mori, vodenski čereši se. Daj mi na mene, jas kada gi izedam. Merano mori, mera da mi pomiri. Sevda, sevda moja, sevda da mi izvezi. Uklo FM Bitola, март 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Uklo FM Bitola.